Почитувани членови на Советот на општина Куманово, почитувани представници на општинската администрација, почитувани представници на јавните предпријатија, почитувани представници на локалните медиуми, почитувани граѓани. Отварам 52-та седница на Советот на општина Куманово и за нејзина работа го предлагам дневниот ред кој сите членови на Советот и останатите поканети го добија по електронска пошта. Отварам расправа по вака предложениот дневен ред. Дали некој бара збор? За збор се јави раководителката Ирена Илиевска. Повелете. Добар ден на сите, почитувана председателке, почитувани советници. Овој дневен ред, сакам да го надополнам со уште една предлог одлука, и тоа е предлог одлука за измена на одлука за утврдување на висина на надоместок за покривање на трошоци за користење на мобилни телефони на членови на Советот на општина Куманово. Оваа одлука е потребна да се донесе поради тоа што претходниот договор со кој што е сврзана претходната одлука на која што се прави измена и дополнување е веќе истечен, така да има нов договор со кој што треба да се направи измена за да може да се врши исплата на надоместокот за телефони. Благодарам. Благодарам. Кој друг бара збор? Ненад Стојановски, повелете. Од Даноци и такси, оделение. Почитувана председателке, почитувани советници, медиуми и општинска администрација, ја публикуваме точка под број 6 информација за остварени приходи по однос на даноци и такси за 2019-2020 година, од причина што задоцниме со изработка на самата информација. Станува збор за сметководствени неусогласености и точката беше готова дури вчера. Имаме екстерен програмер, имавме проблем со сметководствена евиденција. Сметаме дека е задоцната таа работа и не е коректно ни према советниците, за да може доволно добро да ја погледаат и за да можеме да дискутираме на таа тема. И на вчерашната комисија за финансирање и буџет се договоривме таа точка дојде на наредната седница во март. Благодарам. Добре, благодарам. Дали некој друг бара збор? Нема. Тогаш ја затварам расправата и најпрвин да гласаме за новата предложена точка да биде составен дел од денешниот дневен ред, која ќе гласи предлог одлука за изменување на одлуката за утврдување на висина на доместок за покривање на трошоците за користење на мобилен телефон на членовите на Советот на општина Куманово. Кој е за тоа ова точка да ја вметнеме во денешниот дневен ред? Ве молам со кревање на рака. Кој е против? Воздржани? Нема. Заклучувам дека со 22 гласа за, ниту еден против и воздржан, изгласавме нова точка од денешниот дневен ред. А сега ве молам да се изјасниме за целосно нов дневен ред со новата вклучена точка и предлагам претходно усвоената нова точка да биде предпоследна од денешниот дневен ред. Да се изјасните и за мојот предлог и за пречистениот денешен дневен ред. Кој е за тоа да работиме по вака сменитиот дневен ред? Против? Воздржани нема. Благодарам. Констатирам дека со 28 гласа за и ниту еден против и воздржан го усвоивме дневниот ред на 52-та седница на Советот на општина Куманово. Пред да започнеме со расправа, одиме на усвојување на записникот од 51-та седница на Советот на општина Куманово. Дали некој член на Советот има забелешки на содржината на записникот? Нема. Благодарам. Повторно со кревање на рака да се изјасниме дали го усвојуваме записникот од 51-та седница на Советот на општина Куманово. Кој е за? Против? Воздржани? 24.
за, ниту еден против и воздржан. Го усвоивме записникот од претходната седница. Одиме на првата точка од денешниот дневен ред, која гласи годишен извештај на територијалната противпожарна единица Куманово за 2020 година. Отварам расправа по овој годишен. Да, имам тука сугестија дека можеме да одиме на заедничка расправа. Ајде први да гласаме за предлогот за заедничка расправа за првата и втората точка, бидејќи се работи за годишен извештај за минатата и за програма за работа за оваа година на територијалната противпожарна единица од Куманово. Кој е за заедничка расправа? Против, воздржани нема, со 27 гласа за и ниту еден против и воздржан беше усвоен овој предлог. Отварам заедничка расправа по првата и втората точка од дневниот ред. Повелете. Збор бара Невена Величковска, повелете. Почитуван председател на Совет, почитувани колеги советници, почитувана општинска администрација, почитувани директори, почитувани медиуми и почитувани граѓани. Денеска на точка на дневен ред е годишниот извештај и програмата за работа на територијална противпожарна единица Куманово. Во однос на годишниот извештај, сакам да го прашам властениот представник кој што е денеска со нас, во однос на интервенции, за барам образложение на интервенции кои што ги има спроведено територијалната противпожарна единица, по тоа основ каде што има наведено други, по тие други има наведено бројка 14 интервенции, кои биле тие интервенции, образложение за секоја поединечно. Во однос на ова има ставка која што вели дека возилата се добро одржувани, се во добра состојба, тоа се го спроведува една фирма од општина Куманово, колку финанси, односно колку е расходната страна на ваквото одржување, и во однос на еден коментар на крајов од извештајот се оценува како добра. Го прашувам властениот предлагач, односно бранител на ова, кој е тој што ја оценува дека ова се оценува како добро, овој извештај се оценува како добро. Ви благодарам. Благодарам. Дали некој друг ба разбор? Осама Младини, повелете и вие, па потоа ќе му дадеме збор на предлагачот, заменик командирот денеска. Да. Почитувани граѓани, најпрвен, бидејќи денеска сме 17 февруари, дозволете ми на албанците да им го честитам независноста на Косово и да се вратам на точките на дневниот ред. Почитувана председателке, почитувани советници, почитувани средства за јавно информирање и почитувани граѓани. Време е, или долго сум очекувал, точка на дневен ред да биде и противпожарната единица Куманово, за која имам многу да дискутирам. Ке започнам од бројот на вработените таму, каде бројот на албанците во таа единица е за посакување, значи остава место за критики и раководните места во ова територијална противпожарна единица е 0. И раководителот на оваа единица редовно или во континуитет прави да албанците не се представени така како што треба во ова единица. Ке зборувам за тоа поскандалозното
каде раководителот на оваа единица заедно со вработените или пожарникарите во ова противпожарна единица во време кога требаше да доаѓаат нови униформи со надписи кои според законот за употреба на јазиците би требало да бидат и на албански јазик. И раководителот на единицата заедно со вработените македонци подпишале под петиција против ова, значи против надписите на албански јазик во противпожарната единица и не дозволиле новите униформи кои дојдени пред некое време да се со надписи и на албански јазик. И тоа го направиле организирано. И ова е за да се осуди како дејствување. И раководителот на оваа единица треба да го поправи, да ја поправи оваа одлука и треба да бара тие униформи да бидат со почитување на законот за употреба на јазиците. Ке зборувам и за тоа поскандалозното. Вие знаете дека пред неколку месеци и јас како советник, но и средствата за јавно информирање подигнале една проблематика која се случувало со вработувањата во оваа институција. Во единицата, во противпожарната единица се вработува едно лице кој, не сакам да му го спомнам името, но едно лице кое било соучесник во убиството на малиот Алмир. Значи, ќе ја покажам и сликата, бидејќи може би сте ја заборавиле. Во оваа единица, ju lutem çaka kjo lidhje me pikën e rendit. Si me punësimet që përdoren. Тука се спомнуваат вработувањата во противпожарната единица. И ju lutmo se keq трагедии Nuk po keq përdor asgjë. Nuk po keq përdor. Не злоупотребувам ништо. Јас не злоупотребувам ништо. Ju lutmo со Опоменувам сега, не ја злоупотребувате говорницата. Говорете на точката на дневниот ред. Unë do flas për rendin e dinës dhe për këtë problem. Se kjo nuk është problem i vogël ashtu që Ова të не е tani. мал проблем како што вие го гледате. И ви ги кажувам, Мали горе зборуваме за годишен извештај и програма за работа на територијата пожарна единица. Për raportin, për punësimet за që вработувањата кои се направени и се дадени во извештајот. Нук дуа аз дебатој расти ме Алмири Невогл. Има врска и тоа многу, бидејќи сте вработиле луѓе човек кој дали има убил. врска или не, опоменувам, ако не се вртите во дневниот ред, да напуштите Јавноста и говорницата. сите. unë dhe opinioni unë nuk do ja lëshoj Јавноста и këtë јавноста përdorje. и нема да ја напуштам говорницата. Јавноста е добро запознаена. И за тој случај си има надлежни институции, а не Советот на општина Куманово. А вие популистички поени собирајте надвор од оваа сала, овдека говорите на дневен ред. Nuk është këtu se ka qenë. Тоа тука, бидејќи ова беше реакција и од граѓаните од Куманово пред неколку месеци, се заврши ова само со една изјава. Да им се обратите на пресконференција. Ајде да не дебатираме, држите се на точката ако не можете. Unë jam në pikë në rendit ditës dhe nuk e lëshoj faktorën pa e përfunduar dhe pa e gjetë arsye se pse kjo duhet ndryshuar. Да ја најдам причината зашто. Колега, ќе ја напуштите ако јас кажам, ако злоупотребувате, аз злоупотребувате. Ве молам да смириме страсти, говорите на точката од дневниот ред. Ако сакате публицитет, јас лично ќе ви закажам пресконференција во другата сала. Nuk kam nevojë për publicitet. Јас немам потреба за Tash po реклама. Значи, вие кажувам причината зашто ова и штети на работата на противпожарната единица, бидејќи такво лице не може да работи во противпожарна единица, бидејќи утре или за утре, ако се случува да и гори некоја куќа, такво лице не може да оди да гаси пожари. И ова работа од сфера на безбедноста и ова вие го правите
бидејќи такви лица се блиски до вашата партија и вработувате луѓе на кои не име местото тамо. Шпал пауз пред 10 минуташ. Јас ве молам да ги заземете своите места, продолжуваме со работа. На првите две точки сме годишен извештај на територијална противпожарна единица Куманово за 2020 година и програма за работа на територијалната противпожарна единица Куманово за 2021 година. Продолжуваме со расправа. Осама Младини бара збор, повелете. Ајде сега попробајте. Регул. Да процениме. Ајде преведувачот нека каже нешто. Нема, не. Не, јас ве молам да видите што е проблем со превод. Мунда даш. Може да Мунда даш. Во ред, бидејќи тема на отвораната дебата, сакам да ја продолжам тамо каде што застанав, иако може би заедно би требало да го осудиме едно такво вработување во противпожарна единица, но да бараме од представникот на пожарникарите да ни даде одговор за поставените прашања во врска со вработувањата, во врска со униформите и поделбата на новите униформи. Таму е направено селекционо. Значи, не секој вработен таму има добиена нова униформа и дискриминацијата што се врши во ова единица е и внатре во рамки на вработените во ова единица, иако ова не би требало да се случува. Значи, барам одговор од представникот на единицата зошто овие работи се направени вака. Значи, во вработувањето на албанците зошто е заостанато и зошто вака е направено во врска со новите униформи. Благодарам. Благодарам. Јас би сакала да земам збор. Најпрви во процедуралниот дел, јас ве молам и вас, колега Младини, и сите членови на Советот, поаѓајќи од мене, па до секој член на Советот, да бидеме коректни, да се придржуваме до одредбите по кои работиме, статутот, деловникот, законските одредби, особено во ова последна наша година, да не оставаме непотребно погрешен впечаток за работата на овој Совет, кој успешно функционира и работи 4 години без никакви проблеми, со коректни односи, со успешна соработка. Сите сме ние многу свесни и секој од нас и сите заедно и јавноста дека сме во изборна година која како ќе одминува времето и предизборните активности ќе се засилуваат, меѓутоа да имаме доблест да се задржиме на висината на задачата која ни е дадена, а тоа да бидеме народни избраници, представници на средините од кај што доаѓаме, да ги третираме темите кои ни се на дневен ред, да расправаме и да се обидуваме да им помагаме и да им ги решаваме проблемите на нашите граѓани, затоа што токму затоа не избра, токму затоа не гласа. Јас не велам дека и вие конкретно денеска не говорите за проблемите на граѓаните, кога говорите еве за проблемите во територијалната противпожарна единица,
Меѓутоа, дури да не ви беше таа намерата, ова не е само процедурална дискусија, туку зборувам, сватете го и како реплика и воопшто како моја дискусија. Дури да не ви е била таа намерата, ве молам да бидете внимателни. Да бидете внимателни, особено кога се во прашање такви чувствителни, такви деликатни теми, какви што се загубата на еден таков млад живот, која се разбира дека имаше влијание, остави дамка пред се во едно семејство, тоа е трагедија недоместива. Меѓутоа, такви чувствителни моменти секогаш разрешница добиват онаму каде што е место, а тоа се судските органи. Дали сме ние задоволни или не како граѓани, како активисти, како политичари, повторно таму ќе ја бараме правдата или реакцијата по институционален пат, да ги почитуваме. Ниту сме ние тие кои што треба да расправиме, ниту понатаму. Апелирам, не само овој случај што е исклучително сензитивен, туку можеби ќе има и други моменти. Сите да се воздржиме, дајте да си завршиме мандатот онака како што доликува, како што започнавме, на висина реков на задачата, на темите од локалната самоуправа, а сите имаме на вистина простор. Вие можеби го сваќате тоа да го кажувам духовито или дека саркастично. Јас на вистина мислам дека како председателка на Совет сум должна, дури ако сакате да ви обезбедам простор за пресконференции, за се, немојте на било кој, на вас, на советничка група, ова да го злоупотребувате. Имате, вие ќе си ја правите проценката колку тоа ви носи корист, а колку штета, меѓутоа јас сум таа која е должна да се грижи и одговорна за редот во оваа или следната сала, таму кај што ќе работи Советот, и нема да дозволам злоупотреба. Политички поени можете да собирате кај што сакате секојдневно. Кампањата сите ние ќе ја водиме и кога ќе биде закажана официјално, па дури и неофицијално, ваша проценка е. Немојте да злоупотребувате, повторно ќе кажам, салата на Советот за вакви теми, бидејќи ако вие било кој член на Советот, независно, пак ќе кажам, и да е и од оваа страна и од таа страна, ќе биде опоменат, ќе му биде одземан зборот, а ќе биде отстранет и од салата ако треба. Загаднавте уште едно чувствително прашање. Затоа сакам исто така, како што минатиот пат реагирав на мојот сопартиец, кој исто така загадна едно деликатно прашање, исклучително сериозно, и како што нему му одговорив, и вам исто ви одговарам. Ако зборувате за дискриминација, јас ве поддржувам сите да ги испрегнеме силите да се бориме против дискриминација по секоја основа, по национална пред се. Јас сум исто, се надевам, докажан поборник за родова дискриминација, противник за дискриминација по род, по етникум, по вера, по боја на кожа, по било која определба. Политичка, национална, социјална, еве сум и против дискриминација по сексуална, по било која пределба. Така да ве поддржувам, доколку има елементи или случаи на дискриминација, да реагирате заеднички да ги решаваме. Меѓутоа да бидеме внимателни. Не можеме само затоа што во некој момент бил вработен некој од друга националност или во овој случај. А во меѓувреме еве добив информација, не сакам да ја продолжуваме дебатата, дека и не сметам, не е место, пак ќе кажам, затоа што некој член од некој семејство бил извршител на некој кривично дело, дека некои другите ќе им биде оневозможено да работат. А конкретно тоа лице работело времено, било ангажирано, сега не било ниту вработено и веќе одамна не работи. Тоа е информација. Ама и да работи. Не смееме да ги... Исто тоа е дискриминација или стигматизација. Не можеме ние цели семејства да ги стигматизираме затоа што имало некој член на семејство извршител на кривично дело, поинаку определен политички, и тоа е дискриминација. И тоа е газење на човекови права и право на работа. Да бидеме внимателни, реков, вие спомнавте и други елементи. Тоа, ако е така, јас исто така апелирам да се испита, да се види во поделбата на униформите, дали имало такви елементи, ама да не истапуваме адхок, само за да добиеме поддршка кај нашите гласачи, особено од нашата етничка група или од нашата политичка партија, дека еве ние сме главните заштитници на нивните права, а сите други не ги интересира. Не е точно. Значи, сите овдека сме заинтересирани за правата на ромите, на албанците, на македонците, во секоја област. Се разбира дека сме одговорни, особено кога тоа се прави во институциите на локалната самоуправа. Ама апелирам да бидете внимателни. Да не паушални обвинувања, особено не сакам да има. Ваше право е тоа да говорите. И пак ќе кажам, дали ви било намерно или ненамерно, да не се прави злоупотреба. Ако е била ненамерна грешка,
Не барам извинување од вас, него апелирам до вас. Ако е било намерна, јас ќе си ги превземам понатаму. Дали сте вие, дали е некој кој се презива на ски, ром, македонец, албанец, сите имаме еднакви права и одговорности овдека и ќе се држиме до дневниот ред. Реплика би сакало само, предпоставам, повелете. Да. Почитувана председателке, јас не излегов тука за политички поени, ниту да ја отварам предизборната кампања, бидејќи немам потреба за тоа, но ја покажав една реалност која сакате или не сакате е тако. Значи, ја кажав вистината што се случува во противпожарната единица. Ова е мојата цел, значи да се поправи оваа грешка според мене. Продолжувам да констатирам дека лицето кое е вработено во оваа единица нема е местото тамо. Ова е мојата цел и ова не го направив за политички поени, туку зборував за една грешка што едно лице работи во една институција која е ланец на безбедноста во оваа земја. Значи, оваа причината зошто го спомнав овој случај. Благодарам. Јас разбирам дека еве ви имате и професионални компетенции, исто така сте вработени на некој начин во институција која е дел од ланецот на безбедноста, а меѓутоа ете затоа што и ние како носители на политички задолженија имаме одговорност, па имаме и некакви презнаења и политички и правни, затоа како што ви одговорив и претходно и сега во одговор на репликата. Немојте бранејќи некого од дискриминација да правите вие дискриминација. Кога се борите против дискриминација, не дискриминирајте други. Реков, ако не е дискриминација, тогаш е стигматизација. Зошто член на семејство на некој осуденик, извршител на кривично дело, да биде оневозможен да има право на работа и да се вработи? Значи, апсолутно сметам дека грешите. Конкретно во овој случај ќе добиете и поконкретно, не сте ни во право, ама и да сте во право. Дури во духот, пак реков, на реинтеграција, на социализација, ние не смееме, ниту имаме право, ниту законско, па ниту морално. Дури лице кое одлежало казна, кое завршило сето тоа, кога ќе постои процес, има, сега зависи, ако е за одредени кривични дела, нема право никош да се вработи во државна институција. Ама ако нема таква забрана, ние немаме право ни да реагираме, зошто на тоа некое лице да не му се даде шанса повторно да се вработи. А па најмалку на членовите на неговото семејство. Треба ли вечно да го носат белегот и да трпат за леп? Зошто? Ја тоа не гледам, немате право сега. Одговор на реплика, а и веќе чекаат други за збор. Секретарот бара збор во врска со појаснување на случајот, па потоа другите ќе зборуваат. Значи, да не спречувајќи една дискриминација да правиме друга дискриминација, секој е еднаков пред законите, секој има еднаков пристап до работните места, доколку ги исполнува законските услови, а тоа конкретно лице ги исполнувало. Тоа конкретно лице немало забрана за вработување. Благодарам, повелете секретарот на општината Александар Гелевски. Почитувана председателке, почитувани советници, почитувана општинска администрација и почитувани гледачи. Напред ќе се извинам пошто јас ќе излезам од темата која што е на дневен ред, меѓутоа чувствувам должност дека морам да појаснам некои факти кои што беа изложени од советникот, направен во однос на вработување на лице кој што го именувате. Значи лицето за кое што зборувате, за кое што се води кривична постапка, воопшто не е лице кое што се вработува, туку член од негово семејство, како прво. Како второ, тоа лице што го спомнувате воопшто не е ни вработено во противпожарна заштита, на определен период беше ангажирано преку агенција за времени вработување. По истекот на договорот кој што веќе е истечен, тоа лице воопшто нема никаков работен однос во општинска администрација, ниту пак во противпожарна заштита, така да сметам дека е воопшто безпредметна целава дискусија. Од друга страна, без разлика дали некое лице
има извршено кривично дело или не. Членот од негово семејство под никоја основа не може, што го кажа председателката, да биде дискриминирано или да му биде забрането било каков пристап до остварување на право на работен однос. Што се однесува до појаснување на лошите услови на вработените во противпожарна заштита, целосно би сакал да демонтирам, бидејќи самите знаете дека до сега на 2 пати општината има набавувано униформи за противпожарна заштита и ние како една од најголемите општини во Македонија дури имаме исклучено и колективен договор за кој што во најголема мера им се зголемени правата на вработените во однос на плата, во однос на прековремени часови од работување, така да вработените во противпожарна заштита секако уживаат и правата согласно закон за работни односи и кои што исто така се подобрени согласно колективниот договор. Во однос на вработување и во однос на дискриминација по национална основа, секако морам и тука да ве демонтирам, бидејќи постои закон кој што строго го регулира начинот на вработување на лицата по национална основа. Дори постои калкулатор кој што е јавно достапен, на кој што можете и вие преку Министерството за информатичко општество и информатика да ги проверите и законски ние не можеме да вработуваме лица доколку не се запази рамноправна и правична застапеност во однос на национална основа. Така да ова, мислам, целата дискусија надвор од темата на дневен ред што се двете точки, меѓутоа чувствував како одговорност да ги демонтирам изнесениве тврдења од страна на советникот. Ви благодарам. Благодарам. Јас би сакала само во вид на реплика на секретарот или дополнение, како што кажа и тој, не само што не се обесправени нашите вработени во територијалната противпожарна единица, туку општина Куманово е една од ретките, ако не и единствена, во државата која има склучено колективен договор меѓу работодавачот и вработените, значи исклучително одговорно се грижи за правата на вработените и јас ви тврдам, токму еве ден пред оваа седница, мене ми се јави од неколку општини и од државата да бараат примеро како ние сме ги уредили односите, бидејќи општина Куманово на ниво на ЗЕЛС или по други основи била посочено како една од најуспешните во регулирање на правата и одговорностите меѓу вработените и работодавачот, во овој случај општина или територијална противпожарна единица и синдикатот на вработените во таа единица. Повелете и вие реплика. Прво да објаснувам за председателката и за јавноста дека јас сум против вработувањата или дискриминирам лица при вработување. Ова е вистината е спротивното. Јас може би лошо бев разбран, но вработувањето без разлика на кое лице, но во овој случај јас не сум против тоа лице да се вработи во некое друго место, но во професионален аспект што се однесува со безбедноста на државата и граѓаните. Затоа такво лице е лошо да се вработи таму. Прво, второ, тоа што кажа секретарот дека тоа лице не работи веќе таму. И мои информации се дека до вчера тој беше таму. Кога му истекува договорот, јас не знам. Без разлика на тоа, мои информации од вработени во противпожарната единица, со кое лице се колеги, тој до вчера беше на работа. А што се однесува на условите, во врска со плаќањата на доместоците, може би е вистина дека тие имаат колективен договор за условите на пожарникарите. Јас ви честитам за тоа, но јас зборував во аспект на застапеноста во хиерархијата, во раководството на оваа единица, каде ниту еден албанец не е раководител, туку сите се или шофери или обични пожарникари. И ние знаеме калкулаторот што ни направил во аспект на дискриминација и правична застапеност. Добро знаеме што значи тој калкулатор, но
што се однесува и на униформите. Јас збарав тука тие униформи, значи за тие да се почитува и законот за јазиците и тие униформи, како што се во другите општини, двојазични треба да се направат и во Куманово двојазични треба да се почитува законот. Благодарам. Александр, се извинувам, дали имате одговор на реплика? Не. Милијан Доновски бараше збор, повелете. Благодарам, госпоѓо председател. Почитувани колеги, представници на општинската администрација, почитувана јавност. Сакам да ве информирам дека на комисијата надлежна за разгледување, на Советот на општина Куманово надлежна за разгледување на овој извештај, внимателно го разгледавме извештајот како стручен извештај за остварени резултати на стручна територијална противпожарна единица. Беа презентирани податоците и за бројот на вработени, но да не се изуми дека територијалната противпожарна единица не е работодавач. Тоа е територијална противпожарна единица која што е во состав на општина Куманово. Работодавач е општина Куманово. Прашањата во тој домен се малку несоодветно да бидат упатени оние што се однесуваат особено на вработувањата, да бидат упатени до представниците на територијална противпожарна единица. Второ, беше изнесена една теза која што не држи вода, дека вработените во територијалните противпожарни единици се во ланецот на безбедноста. Тоа е малку по-широко толкување на системот на безбедност и заштита. Овде се зборува за безбедност и заштита од пожари. Овие вработени нема за нив работодавачот обврска да обезбедува безбедности сертификати, бидејќи тие стручно интервенираат при настанат пожар или во случај на сообраќајки кога има потреба со нивната специјална механизација да интервенираат, да помогнат, или при интервенции кога треба да се превенира можен ризик од настанување на пожар или експлозија. Во тој смисол, вработените треба да бидат стручни, селектирани луѓе, обучени со потребни знаења и способности да можат да одговорат на поставените задачи. Значи, безбедноста во тој сегмент не се однесува на она безбедност кај што е потребно да му се верува или да не му се верува на некој. Треба да биде способен да влезе со клештите, да исече врата, да го извади повредениот во сообраќајка. Во таа смисла. Исто така беше поставено прашање тоа дека немало на раководни места. Во таа територијална противпожарна единица и нема многу раководни места. Меѓутоа, унапредувањето не иде по тој клуч како што се зборува дека требало да има од сите етнички заедници. Треба да има потребен број на вработени од етничките заедници сразмерно на процентот на население на подрачјето, така како што е прецизирано во законот, а после ни системот на кариерно напредување, кога ќе се стекнат со определени квалификации, со определено работно искуство, со определено знаење и способности да можат да раководат со делови од таа единица да бидат унапредени. Тоа е процес, тоа не се станува со политичка одлука во истиот момент тогаш кога ќе се донесе таа одлука. Ова го кажав зашто имам потреба да го појаснам, барем јас тоа така го доживувам, за да не биде сватено како дека се прави некаква дискриминација. Особено не во делот на паушално изнесените основи за постоење на случај на дискриминација. Кажа председателот на Совет и јас ќе се повторам и сега како именатиот пат. Доколку постојат конкретни сознанија за конкретен случај, за дискриминирање на поедино лице по било која основа, во случајов беше спомената територијална противпожарна единица. Вие го користите вашето право тоа да го искажете на говорница, но јас ве молам, тука ништо не значи тоа. Доколку постои таков момент, таква состојба, тоа треба да се пријави. Треба да го пријави тој што ги има информациите. Да се пријави на надлежен орган.
Казниво е таквото однесување. Врз основа на ова што го изнеси секретарот на општината, значи сега општината е запознаена. Меѓутоа, ова се многу општи, нејасни, недефинирани услови или податоци кои што ништо не дефинираат во тоа кој што да преземе. Сега може овде некој да излезе да каже јас се чувствувам дискриминиран по основа на возраст. Вие мене не ме почитувате доволно. Председателот на совет ме чекаше со крената рака 6 други говорници. Јас сум дискриминиран по возраст. Зашто сум стар, не сака да ми даде збор. Еджизација се. Тоа е излегување од рамки на дневниот ред. Да се вратам на извештајот. На комисијата донесовме заклучок дека извештајот е прифатлив и да му предложиме на советот така како што е поднесен да биде прифатен од советот. Благодарам. Реплика, Младин. Почитуван колега, бидејќи сакате да ја радикализирате работата за дискриминација, и јас се чувствувам дискриминиран како помлад тука. Значи, што се изнесува на проблемот за кој зборуваме и тоа што вие го кажавте, дискриминацијата во противопожарната единица и кога спомнавте за прашањето на унапредувањето и прашањето на застапеноста во раководни позиции во дотичната институција, вие со тоа сакате да покажете дека албанците не се професионалци во таа работа. Има албанци кои работат 8 до 10 години таму и не се унапредени. И од 44 бројката на вработените во заснова на извештајот колку албанци се вработени во оваа единица и колку се во раководните позиции. И има албанци професионалци кои работат честно повеќе од 10 години таму и се херои на овој град, кои учествувале и кои свој живот го ставиле во опасност да спасат друг живот. И вие ги нарекувате непрофесионалци и не ги унапредувате. Има елементи, ја ги имам тие информации, ако вие ги немате, јас ги имам. Бидејќи луѓето што работат таму ме сретнуваат секој ден. Јас се сретнувам со граѓани од различни категории кои работат во различни позиции во општината и тие својата мака ја искажуваат и пред мене, бидејќи во некој начин не смеат да го искажуваат јавно, бидејќи следат казни за нива ако ова го кажуваат јавно. И јас го отсликувам реалноста со нивните зборови. Јас не додавам ништо, јас не зборувам паушално како што вие претендирате. Идете конкретно, прашајте ги и ќе ви кажат каква е ситуацијата таму и не излегувајте тука да ја ги релативизирате работите дали има или нема. Тие луѓе треба да се заштитат и тие луѓе треба да се унапредат, бидејќи на крај на краиштата тие имаат долгогодишна работа таму и заслужуваат да бидат унапредени. Благодарам. Одговор на реплика, Андоновска. Колега, изгледа вие мене не сте ме слушале внимателно. Јас во ниеден момент, како вие што сакате и милувате директно да се обратите, сега ќе ви се обратам на вас. Јас во ниеден момент не кажав дека албанците вработени во територијална противпожарна единица не се способни. Тоа вие го кажавте. Значи, почитувани вработени во територијална противпожарна единица од албанска етничка заедница, представникот во Советот од Алијанса на албанците се сомнева дека постои сомневање кај некои луѓе дека вие сте неспособни за обавување на таа работа. Втора работа, вие тоа го рековте. Сега го кажавте на головите. Довикувајте и слушате внимателно. Се сомнева дека постои сомневање. Внимателно слушате, не реагирате. Значи, кога ќе кренете рака, не зборувајте од место. Ајде.
Немојте сега, зачувајте го достоинството, како ќе викате лаже. Значи можевме и ние на вас да ви кажеме пред малку, па никој така не реагираше. Ова е класичен. Јас ве молам не дофрлувајте, ќе добиете збор. Ова е класичен пример на политичка дискриминација од вас, колега. Вие се обидувате да ми вметнете зборови кои што јас не сум ги кажал. Значи вие цело време зборувате повторно, еве сега ми довикувате од тамо. Вие цело време се обидувате. Вие цело време се обидувате да ме спречите да кажам што имам да кажам. Вие цело време, вие манипулирате. Јас ве молам и вие запазите го времето, одговорете на репликата, ве молам председателке да ме овозможите да зборувам слободно. Ви овозможувам и го опоменав да не зборува од место, продолжите. Кога реков дека таму напредувањето е кариерно, јас ја кажав фактичката состојба каква треба да биде. Дали некој во таа постапка не е адекватно награден според неговите способности, јас тоа не го знам. Меѓутоа, постои процедура и ви реков, работодавач е општина Куманово. Тие луѓе треба да се обратат до работодавачот, таму каде што треба да се најде решение за тоа прашање. И на крај, ќе завршам со ова. Дајте да погледнеме на вистината во очи. Немојте да мислите дека ако 1000 пати некои работи ги повторите, дека ќе не принудите да престанеме да зборуваме. Зашто вистината е како шило. Она излегува и на крај се испостави дека тоа лице што било за кое што споревте дека било вработено привремено, не е тоа лице кое што е осудено, туку член на семејство на тоа лице кое што е осудено за случај кој што апсолутно небитен. Благодарам. Благодарам, Саша Стошевски бараше збор, повелете. Почитуван председател на Совет, почитувани колеги советници, почитувана јавност, медиуми. Дискусија според мене отиде во погрешен правец и не треба така да оди. Во врска со вработување како во противпожарна единица, така во сите општински, јавни, државни институции од 90-та година па нааму се знае како одат. По партиска книжка, тоа е рак рана на целата наша држава. Тоа треба да се потрудиме сите да го смениме, но за жал... Колега, и вие ли пријавувате дискриминација? Не, констатираме дека за жал вработување одат на таков начин што не би требало да е така, треба да се бират најспособни, најспремни за таа функција што треба да ја обавуваат. Меѓутоа, забораваме една работа во извештајот, да се вратиме конкретно на извештајот. Во коментарот стои дека намалување на бројот на пожарите се манифестира во сите сегменти, а особено голема е разликата во делот на пожари на отворен простор, каде бележиме намалување од дури 177 интервенции, од што се гледа дека свеста на населението, на жители кои живеат во селски средини, е на повисоко ниво и што е за пофалба. И затоа го охрабрувам представникот од противпожарна единица и командирот кој не знам од кој причини не е тука, да продолжи со превентивни активности со Инспекторат за заштита од животна средина и за спасување при жртвени активности и да апелираат до граѓаните да не вршат палење на стрништа, односно да продолжи оваа тенденција на опаѓање, бидејќи со палење на тие стрништа се уништува комплетно растителниот и животинскиот свет во околината, а нормално и животите доаѓаат до опасност. Значи, добро е што има намалување на пожари на отворен простор и да продолжиме така. Благодарам. Благодарам. Ферис Дервиши бараше збор, ама не го гледам. Излезе ли? Некој друг? Зоран Петрушевски, повелете.
Така, благодарам. Во однос на она што досега се случуваше и пред малку кажа советникот, само една реченица, во една целосно партизирана и етнизирана држава е логично да се случуваат вакви работи и ќе се случуваат уште така. Огромна грешка ни е во такво конструиране на државата. Свесни сме, сите гледаме, но одиме понатаму. Но кога ќе дојдеме до овие опасни професии, еве сега ни е мисла како овие најопасни професии со какви луѓе се наполнуваат. И сега имаме проблем. Токму во таа смисла, јас сега ќе го кажам моето мислење во однос на програмата на ова институција. Не можам баш сега да го најдам да го прочитам делот, каде се вели дека во однос на опремување во иднина ќе размислуваат, ќе соработуваат со другите органи и така натаму. Јас само во оваа ситуација сакам да ги охрабрам, да ги мотивирам да конкретно бараат, они да бараат нешто што ние веќе сме го збореле на совет неколку пати, а тоа е оној камион со она скала што се дига не знам колку, 7-8 спрата и така натаму. Имаме голем број веќе на такви објекти во Куманово и такво возило на нас ни е неопходно потребно. Така да, во ред е овие лична заштита сега добиле луѓето, супер, не знам, чижми и така натаму, но техниката им е, сите знаеме, слаба. Стара, застарена, се одржува како се одржува добро, но буквално луѓето што живеат по зградите, зависиме, буквално безбедносниот аспект на нашето живење, зависиме од едно такво возило. Значи, јас не знам како тоа се вика, конкретно оние скали што се шират, елеватор или не знам како, такво нешто да инсистираат они како институција на сите страни да викаат по нас во општина кај градоначалник, тоа да се стави во буџетот некој дел или не целосно, барем некој дел, да зимаме кредити за такво нешто, а не за пајак што ќе дига таму возила, што ќе зима пари на луѓето, или некаква си донација, а за донација се знае кој може да бара, ние како општина, како институција, или контактите на градоначалник, да се усмерени во тој правец. Со таква техника, нормално дека сите ние ќе се чувствуваме побезбедни. А ако обрнеме внимание само на персоналниот состав на луѓето, доаѓаме до партизацијата и етнизацијата и тоа е наистина еден тунел од кој што тешко може да излеземе. Благодарам. Благодарам. Да, Ферис Древиши бараше збор. Почитувана председателка, почитувани советници, почитувани представници на секторите на општината, представници на медиумите, почитувани граѓани кои ја следите седницата директно. Кога известуваме за некоја информација дадена од противпожарната единица и програмата за работа во идната година, мислам дека дискусијата што беше до сега врска со едно лице кое беше вработено по договор со име Бојан Илич, така е, како, ако не грешам, братот на Бобан Илич, кој беше соучесник во еден инцидент кој трагично се случи. Тој беше многу чувствителен, не само за семејството, туку за сите граѓани на општина Куманово. Ние ова сме го дискутирале и порано. И имајќи го во предвид карактерот и културата на граѓаните на општина Куманово и со животот, ние дојдоме до заклучок да овој проблем ќе го реши градоначалникот и јас, колку што знам, со
истекувањето на договорот, тоа лице веќе не работи. Код истекот на договорот, тоа лице веќе не работи. И беше претерано да се дискутира и да се подига во такво ниво едно лице кој за сега не е таму вработен. Во програмата сакам да кажам дека од сите вработени во територијалната противпожарна единица има 44 вработени, 9 се албанци и во оваа точка сме зборувале со градоначалникот, значи во текот на годината да има во предвид да ги унапреди и да вработи албанци во ова институција, ова единица. Но од овде би апелирал, добро е општина Липково да поднесе иницијатива и да има станица за пожарникари, бидејќи Куманово ги покрива комплет општина Липково и општина Старонагоричане. Во Старонагоричане, колку што ја знам, таму има еден пункт, а во општина Липково нема таков пункт. И добро би било да се апелират и тие да поднесат иницијатива и тие самостојно да имаат едно такво нешто во основа на потребите. Ако го немаат општина Куманово, нормално дека ќе им излезе на пресред, но тие самостојно да имаат своја противпожарна единица. Благодарам. Благодарам. Милен Дановски, повелете. Дискусија или реплика? Реплика, повелете. Благодарам. Можне логично е на една конструктивна дискусија да се надобрзам со реплика во смисол на тоа дека се придружувам кон таа иницијатива за разгледување на можност од страна на градоначалникот таму каде што се исполнети критериумите и стандардите од лицата кои што се вработени во територијална противпожарна единица од албанска етничка заедница да биде унапреден во текот на некој од тие лица, да биде унапредено нормално кој што ги исполнува основните критериуми, да биде унапредено на неколкуте од тие. Тоа не се ни класични раководни места, туку се места кои што укажуваат на тоа дека е поквалификувано определено лице да води некоја група. Во таа смисла се придружуваме и на апелот на поради потребата да се направи еден таков прифатен пункт за пожарникарите кои што интервенираат и на територија на општина Липкова. На тој начин и ќе се забрза интервенирањето и ќе се намалат ризиците од ширење на пожарите. Конструктивните дискусии кои што имаат намера да ги подобрат состојбите се водат тивко. Не се дига галама за после од таа галама да се направи магла која што ќе ги замагли погледите на сите луѓе и секој ќе гледа толку колку што му се запалени светлата. Благодарам. Благодарам. Дали некој друг бар збор? Се извинувам, пред да заклучиме дискусијата, да му дадам збор на заменик командирот кој е денеска присутен, бидејќи имаше конкретни прашања и до него и реакции. Повелете. Мирослав Петковски, повелете, заменик командир на територијалната противпожарна единица. Почитувани председател на совет, Приближете се малку до микрофона. Почитувани советници, почитувани медиуми. За сите проблематики, пошто сум на замена, а изготвен рани програма за 2020 и 2021 од команди на одделение, ќе добиете писмено известување, пошто не сум компетентен да давам информации. Ви благодарам. Ја заклучувам расправата
И најпрво да се произнесеме по годишниот извештај на територијалната противпожарна единица Куманово за 2020 година. Кој е за тоа да го усвоиме овој извештај, ве молам со кревање на рака. Дали има некој од службите да ги избори гласовите? Има. Да, кој е против? Воздржани? Благодарам. Констатирам дека... Ајде уште еднаш ве молам. Повеќе има. Има и од оваа страна, да. Да. Колку? Благодарам. Заклучувам дека со 17 гласа за, ниту еден против и 12 воздржани го усвоивме годишниот извештај на територијалната противпожарна единица Куманово за 2020 година, а сега да се произнесеме и за програмата за работа на истава единица за предстојната или тековната 2021 година. Кој е за тоа да ја усвоиме оваа програма? Против? Против ли сте? Не може два пати да гласате. Кој е воздржан? Нема. Ви благодарам, со 22 гласа за, ниту еден против, ниту еден воздржан и усвоивме програмата за работа на територијалната противпожарна единица Куманово за 2021 година. Сега сме на третата точка од дневниот ред. Гласи извештај за стекнати и распределени средства во 2020 година од Општинското средно техничко училиште Наце Буѓони Куманово. Отварам расправа по овој извештај. Дали некој бара збор? Нема пријавени, заклучувам расправата и извештајот за стекнатите и распределените средства во 2020 година од Општинското средно техничко училиште Наце Буѓони Куманово го ставам на гласање. Кој е за, ве молам, внимавајте. Колку? Против? Воздржани нема. Има. Се извинувам. Ајде, воздржаните повнимателно. Ајде. Благодарам, со 17 гласа за, ниту еден против и 8 воздржани го усвоивме овој извештај. Четвртата точка од денешнава седница е квартален извештај за извршување на буџетот на општина Куманово за четвртиот квартал од 2020 година. Отворен расправа по кварталниот извештај. Дали некој се пријавува за дискусија? Има, Невена Величковска, повелете. Почитувани присутни, пред нас на разгледување кварталниот извештај за извршување на буџет на општина Куманово за 2020 година, четвртиот квартал до декември. Не можеме многу да коментираме затоа што реалната слика не можеме да ја видиме од извршување на буџетот за целосна претходна измината година 2020. Ова е само еден квартал, што и да кажеме ќе биде нереално и нема да имаме севкупната слика, но едно е реално, вкупно извршување на расходи во буџет за 2020 година се 80%. Во однос на капитални расходи имаме 76 извршување на 76% од планот на капитални расходи. Тековните оперативни расходи се 87 и во целост можеме да кажеме дека расходите од буџетот и од кварталниот буџет за овој квартал се многу големи. Вкупно остварени тековни оперативни буџетски приходи се 97, на кои што целокупното кога ќе го гледаме на крај извршување на расходи за овој буџет квартален е 80%. Не можеме нешто конкретно да кажеме затоа што овој квартал ќе почекаме да дојде целосното извршување на целосен буџет од 2020 година, каде што сите заедно ќе дискутираме повеќе. Ви благодарам. Благодарам. Дали има друг пријавен? Нема. Ја заклучувам расправата и кварталниот извештај за извршување на буџетот на општина Куманово за четвртиот квартал од 2020 година го ставам на гласање. Кој е за тоа да го усвоиме овој извештај? Јас ве молам, тргнете маската.
Да. Кој е против? Воздржани? 1. Благодарам, со 16 гласа за, 8 против и 1 воздржан го усвоивме кварталниот извештај за извршување на буџетот на општина Куманово за четвртиот квартал од 2020 година. Петата точка од денешниот дневен ред е извештај за извршување на програмата за уредување на градежно земјиште, изградба и одржување на комунална инфраструктура на град Куманово и на програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и улици во општината Куманово за периодот од 1 јануари 2020 година до 31 декември 2020 година. Отварам расправа по овој извештај. Прва се пријави Анета Шандева-Доневска, повелете. Благодарам, председателка. Почитувани колеги, почитувана администрација, почитувани медиуми и почитувани граѓани. Пред нас е извештајот за извршување на програмата за уредување на градежно земјиште, изградба и одржување и така натаму, инфраструктура и се. За да не должиме во интерес на времето, бидејќи овој извештај е навистина долг, прецизен, на многу места и концизен, значи со сите параметри како што доликува на еден извештај. Може би за нас кои што сме лајци во оваа област е малку предолг, меѓутоа тоа е вистината и извештајот е направен како што треба. Мене, почитуван представник, ме интересира колку процентуално има завршено од зададената програма. Доколку имате некој процент на реализација, значи од поставената програма колку е реализирано, бидејќи по овој извештај не можевме да видиме. А друго па нешто многу ме засега и морав да го споделам и да го кажам овдека на говорница, распределбата и критериумите по кој одредени места, според мене, во извештајот како да се фаворизирани, како градежните активности да се повторуваат следствено во одредени реони или попрецизно во одредени населби, по штета на останатите населени места. Дали при одредување на приоритети при избор на места и локации, каде што се прават нови изградби, реконструкции, тампонирања, асфалтирања и така натаму, е земен моментот или да го наречеме слободно и критериум, кој неколку пати беше спомнат од оваа говорница, а станува збор дека всушност реализирање на програмата и вакви градежни активности треба да се превземаат и ќе се следи моментот за она основна обврска, тоа е всушност процентот на наплата во тие реони на даноците. Значи, дали давачките, даноците во овие реони, каде што најмногу се има работено 2020 година, се земени во предбит, дали истите представувале критериум, дали во тие населени места и населби да се вложува, нели нормално да се реконструира, бидејќи за сите е потребно. За жал, за штета на останатите места, многу места во градот, за да овие бидат завршени и покриени, останале нечепнати. Затоа ќе ве замолам, доколку имате вие некој приближен процент на реализација на самата програма, да кажете и да ми одговорите дали е земен во обзир критериумот за наплата на даноци во тие реони каде што се вршеле овие активности. Благодарам. Благодарам. Заменик раководител Момчил Евановски, повелете. Или помошник, се извинувам.
Добар ден, почитувана председателке, советници, администрација. Што се однесува до извештајот, ова е законска врска, знаете дека секоја година се донесува два пати во текот на годината, прво за 6 месеци и второ за цела година. Што се однесува до прашањето за процентот на реализација, согласно програмата и буџетот, мислам дека околу 76 или 77% е направена реализација на програмата и исплатени финансиски средства. На прашањето дали и колку учествували, дали плаќаат даноци и останати давачки, ние работиме по програма, значи во наведениот случај, работиме по програма, дали се работи за изградба на фекална канализација или сообраќајници, конкретно, например, во населено место Средорек, таму знаеме дека даноците не се плаќаат бидејќи имаме таму само легализација, а немаме градби, бидејќи тоа со законот и со планската документација не е дозволено. Точно е таму дека е направено малку повеќе, затоа што не постоја фекална канализација, истата се излеваше во река Којнар, Липковка, и затоа најпоќе таму се работеше на изградба на фекална канализација и на дел со поставување на бехатон плочки, бидејќи сметаме дека тоа представува и дел од градското јадро. Наплата во тој дел знаеме дека е, мислам, нема освен данок, освен легализација и данок на имот, тоа ќе го кажат од секторот за даноци. Толку би имало да кажам. Благодарам. Благодарам. Реплика, да, повелете. Благодарам, почитувана председателка. Почитуван раководител, значи јас не спомнав ниту место, ниту локал. Сакав единствено да посочам и да кажам дека приоритетите, како што многу пати почитуваниот градоначалник има спомнато, на одредени советници дека одредени градежни зафати не се превземени поради тоа што наплатата на нивната улица или дел била никаква. Јас се прашав, дали кога одлучувавте е земен во обзир критериумот кој што овдека беше поставен од оваа говорница како критериум. Сега веќе, бидејќи многу пати во текот на денешниот ден, за жал од оваа говорница се спомна дискриминација. Па нели сметате дека ги дискриминиравме другите реони? Пак нема да кажам со име, кои реони, какви реони, на штета, значи, на некој, да кажам, неплаќачи слободно, останатите реони страдаат, се во многу лоша положба, што се покажа и со последниот снег, што беше само 2 дена, а толку се случија несакани работи, токму од тоа, што имаме проблем со самите улици. Меѓутоа, за тоа потоа. Сакам само да ви посочам на уште еден момент од вашиот извештај. Под број 7, точката под број 7, каде што стои тампонирање, асфалтирање и оградување на дел од улица Ѓорче Петров. Со странично обезбедување покрај железнички мост, лева страна во правец кон населба Перо Чичо. Ме следите. По спроведената постапка, согласно Законот за јавни набавки, по отворен повик за реализација на оваа инвестиција е доверена на изведувач Билдинг. Да. Согласно
нели, договор под број 37 УП1 2595 со датум 25.8.2020 година. Рок на завршување на понудени работи 20 дена. Сега, започнување на работа 13.5.2020 година. Прашањето е, дали прво започнавте со работа, па дури тогаш го склучивте договорот со правното лице билдинг, или станува збор за некаква техничка грешка. Што се однесува до овие 20 дена, сите поминуваме, а сите овдека и од Советот имаме представници кои што живеат на тој реон, за 20 дена таму не само што не се заврши, туку цела корона помина додека тој захват да биде решен на некој начин, не се работеше само за една страна од еден мост, со што ќе се сложат сите дека не траеше 20 дена. Меѓутоа јас барам одговор не за тие 20 дена, дали значи прво се отпочнува со работите, па дури и тогаш се склучува договор, или е во прашање нешто друго. Под број 7 е. Благодарам. Благодарам. Повелете го нас. Па вака, за тампонирање и асфалтирање и оградување на ограда на дело Ѓорче Петров, каде што изведувачот е фирмата Билдинг од Скопје, има општина Куманово има склучен договор и тој е со број од УП 2595 од 25.8.2020 година. Завршна ситуација и фактура е доставена на 357.758 денари на 16.9.2020 година. Значи, општина Куманово нема започнато пред време да работи, бидејќи, колку што сме запознаени, тој дел се работеше пругата Куманово-Белјаковце, изведувачот има кај нас доставено решение дека, не знам по кои основи, не може тоа да го заврши, затоа општината презеде обврски и сега се води спор помеѓу општина Куманово и Македонски железници, односно владата. Значи, овие средства се бараат како надокнада, меѓутоа работата не е започната пред време, него како што се пишува по фактура добиена од 16.9. Значи, се работело во интервалот од 25.8 до 16.9. 2020 година. Благодарам. Благодарам. Ајде реплика. Всушност одговор на реплика. Благодарам, председателка. Почитувам, дали не се разбравме, под број 7 ви кажав. Многу убаво пишува. Рок на завршување, значи, е 20. Започнување со работа 13.5.2020. А договорот е, значи, ова е од извештајот што вие на нас ни го имате доставено во материјали. А договорот е склучен, значи, во 8 месец. Станува збор за разлика од 3 месеца. Ако сте почнале во 5 месец да работите, договорот склучен во 8. Ве молам одговорите, дали е во прашање техничка грешка или... Па тоа го чекаме одговорот, сега не јас да одговарам. Значи, јас се прашувам зошто, бидејќи во материјалите. Тогаш би апелирала да се води сметка, затоа што ова веќе представува кривично дело. Не може некој да почне со изградба пред договор. Тоа ние го имаме доставено во најодговорно тврдам во материјалите, ако сакате сега ќе ви го покажам. Меѓутоа внимавајте на тие работи. Еве апел до службите на вистина да внимаваат на тие работи. Благодарам. Во ред. Мислам дека расчистивме. Ако е техничка, дали има некој друг? Да. Благодарам.
Ја заклучувам расправата и извештај за извршување на програмата за уредување на градежно земјиште, изградба и одржување на комунална инфраструктура на град Куманово и на програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и улици во општина Куманово за периодот од 1 јануари 2020 до 31 декември 2020 година го ставам на усвојување. Ве молам со кревање рака кој е за тоа да го усвоиме извештајот. Кој е против? Воздржани? Нема. Со 17 гласа за, 9 против и ниту еден воздржан го усвоивме ово извештај. Да, ќе ги споемам после паузата. Објавувам пауза во трајање од 30 минути. Menċed ġvilojm debatta par baxka kuxu xfort kaju l-ustan gris doru. Namroni? Sriš? Njëm bëdhjet, 13. Повелете. Во моментот има 17 луѓе, имаме кворум. Има. Да. Имаше, меѓутоа, сите овдека сме должни да седиме на седници на совет, за тоа примаме паушал да работиме, а вие ако сакате да оневозможите вакви важни точки да се изгласат, излегувајте. Обврска на секој советник и од власт и од опозицијата е да учествува одговорно и равноправно во работата. Така да колку што е одговорна, колку што имам обврска јас како член на советот, имате и вие да седите на седниците. Ваше право е дали ќе излезете, граѓаните ќе ценат зашто точно советниците опозицијата примаат паушал. Дали само да се сликат овдека и да се потпишат или да работат равноправно со нас? Благодарам. Ве молам да проверите дали во моментот имаме кворум. Благодарам. Ја прекинувам седницата. За нејзиното продолжение дополнително ќе бидете известени.